Добра вечер, вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 598 издание. Дојде и денот кој го најавува во секоја филмска епизода од Дансе Макабре во оваа година, кога потенцирав дека сите представени хорор филмови и останатите кои ќе имаат можност да ги погледам во текот на годината, влегуваат во потесниот круг на изборот за најзначаен хорор филм за 2024 година, кој ќе биде обелоденет во последната календарска епизода на Дансе Макабре и со огромно задоволство можам да кажам дека ова е мојата најочекувана епизода од емисијата, за која се подготвувам цела година. Титулата за најквалитетен хорор филм според Дансе Макабре се доделува на 103 уште од 2011 година во рамките на оваа емисија, така што ова ќе биде 13-тата година. Кога ќе се круниса најзначајниот хорор филм за прв и последен пат. Се надевам надвор од просториите на радиото, затоа што забранет ни е пристапот на радиоводителите на 103 од страна на МТВ, со тоа што традиционално најпрвен ќе ви ги представам најзначајните достигнувања во секој од тие 50 на хорор поджанрови, за да си најдете своји фаворити, се разбира, кои ви ги погледнале од вашиот омилен поджанр. Потоа ќе ги набројам филмовите од топ-листата до 10-то место, па би ја представил топ-листата на 10 избрани филма, така што има доста труд и енергија за комплетирањето на ова издание, кое, како и останатите епизоди на емисијата, за некого ќе биде залудно, за друг занемарливо, но за тој што ќе ја преслуша и ќе биде всушност вистинскиот човек за кого се исплатил овој труд, доколку го задржа вниманието до самиот крај. На почетокот на емисијата имавме можност да ја слушнеме композицијата Hands of the Zodiac, односно тоа е композиција која се наоѓа на новиот студиски албум на култните Fu Manchu, односно нивниот албум гласи The Return of Tomorrow. Потоа ја слушавме Baptized in His Death од грчките стонер рокери Planet of Zeus, како на дополнување на пустинскиот звук на Fu Manchu. Ја слушавме со композиција од албумот Afterlife, кој го издаде исто така оваа година, и секако ја слушнавме Violence Against Nature, соработката помеѓу Poppy и Bad Omens, која се наоѓа на Concrete Jungle албумот на Bad Omens. Во продолжение ќе слушнеме нешто што се нарекува bluegrass во комбинација со trash metal, односно ја слушаме The Native Howl со композицијата Can't Sleep од нивниот студиски албум Sons of Destruction, и потоа ќе слушнеме Greenleaf со Breathe Out од нивниот нов албум The Head and the Habit, односно слушаме музика која е составен дел од албумски остварувања од 2024, кои немав можност да ги вклучам во претходното издание на Дансе Макабре, каде ги представував фаворитите на албумските остварувања, меѓутоа затоа ќе ја искористам оваа можност за да ги фаворизирам останатите албуми кои исто така сметам дека го заслужуваат вашето внимание. Дансе Макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е напална победа против шундот и апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста, за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечером имаме закажувам полноќен танц со смртта по 598 пат. Јас сум Златко Ѓелески, а вие останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Во 2024 година ќе се навратам на согледбата дека кукав, бидејќи немаме доволно квалитетни хорор филмови во првата половина од годината, односно пред хеловинскиот период, ако повеќе сакате, бидејќи како од месец во месец внесував квалификувани филмови во топ-листата на 50 хорор филмови, која во секој момент ви е достапна и може да ја погледнете на Letterboxd на моето име. Негодување кое се должи на мојата потреба да рангерам филмови кои се 8 од 10 оценети од моја страна на листата, која ја чувам отворена во текот на годината, затоа што најпрвен ги внесувам осмиците, а седмиците културно си чекаат на ред да влезат на неа и да направат хаос со нивното влегување, па оваа година, ако не се лажам, 10 на седмици се најдоа на неа, бидејќи немаше доволно осмици, се разбира, но тоа не мора да значи дека е само во прашање
продуктивноста, туку и моите построи критериуми, намаленото ниво на толеранција пред се на медиокритетот тука мора да се напомене, кој од страна на студискиот холивудски систем ни го продаваат со панделка дека е врвно достигнување, како што е случајот со филмовите на Бланхаус, кои допреа ново дно на почетокот на оваа година, кој има пропаднати базени, сонивни клетви, мечења, има непотребни ремејци. Имавме наезда на религиозни хорор филмови во синеплексите, а во фестивалските кружоци изборот на Санденс го диктираше квалитетот во првата половина на годината, од каде доаѓа голем број на хорорите на листата. A24 ги купија Maxine, Love Lies Bleeding, The Front Room, Heretic, Y2K, I Saw the TV Glow. Neon ги има оваа година Immaculate, Longlegs, Handling, се извинувам, The Undead, Cuckoo и Longlegs, а супериорен избор за оваа година има AFC, кои ги поседуваат Stop Motion, Late Night with the Devil, Humane, In a Violent Nature, Oddity, Skincare, Azrael, Out Came the Wolves, кои се разбира дека завршија на стриминг платформата која е курирана за хорор фановите, односно Shudder. Иако франшизите имаат своји продолженија, се остави простори да се пробијат помалите филмови, кои имаат што да кажа најпрви на филмските фестивали, а потоа преку дистрибуцијата да ги побијат пред се замките на форволинг принципот на синџирите на киносали, благодарение на добриот збор што се ширеше надалеку за нивните квалитети, па можевме да уживаме во астрономските цифри кои ги заработуваше Terrifier 3, кој стана NC-17 хорор филм со најголема заработка во историјата на човештвото. Секоја година гласам за Chainsaw наградите на Фангорија за најдобар хорор филм, каде оваа година со бројни статуетки со прободен череп, се разбира се, за Китија и Evil Dead Rise, и In a Violent Nature, и I Saw the TV Glow, and Evil Lurks, Late Night with the Devil, Poor Things, Godzilla -1, кои оваа година ги поместија роковите на емитување и доделување на наградите, така што во конкуренција беа и филмовите од минатата година и филмови од првата половина на оваа година, така што имаше прилично огромна конкуренција за секоја награда. И мило ми е што дел од фаворитите кои јас ги имав ги освоја. Наградените на Оскарите беа Poor Things и Godzilla -1, кои се филмовите кои се во мејнстрим рамки го промовира пред се хорор жанрот и хорор конвенциите кои беа подметнати во жанровските хибриди какви што представуваат тие филмови, а хорор хибриди како и секоја година така и ова имаше во изобилие. На моје големо изненадување имаше доста гейтвеј хорор филмови и хорор ромком филмови кои се искрен да бидам некомплементарни жанрови сами по себе, но хорор филмовите наоѓаат начин како да се амалгамираат и со жанрови кои не им се сродни, се разбира ако има добро сценарио кое ќе ги врзе нив. Ќе напоменам дека и оваа година се одржаа неколку значајни и балкански филмски фестивали кои го негуваат хорор филмот, како што се Гросман, Слотер хорор филм фестивал, Одра Страве, фестивал српског филма Фантастике, со нивните награди Оскар, потоа Dead Lake Horror and Wine Festival, каде беше награден и од Вардан Тозија, кој собра огромен број на филмски награди токму на хорор фестивалите широм светот, со кого можете да ја слушнете епизодата на Дансе Макабре во која разговарам со Вардан за хорор елементите на неговиот филм и да ги напоменам филмовите во кои глуми Бруно Велјановски, едниот е Eight Eyes, работен за Vinegar Syndrome, а другиот е Hellhole, снимен од фамилијата Адамс, како и Мадбрик би го напоменал, во кој што глумат Камка Тоциновски и Душица Настова. Сите филмови кои ги напоменав се снимени и продуцирани во Србија. Сега, зошто ние немаме филмски фестивал посветен на хорор жанрот, кој е активен, и филмови од овој жанр е прашање кое секој треба да си го постави себе си, а одговорот треба да биде во рамките на тоа што ова се значајни исчекори во жанровската кинематографија во цел свет и ако сакаме да бидеме во допир со случувањата надвор од оваа држава, треба и ние да го направиме потребниот чекор за да се доближиме. Во овој сегмент на емисијата сакам да ви представам околу 50 хорор поджанрови има, кои што јас водам сметка барем за нив, и секоја година ги делам филмовите кои ги имам погледнато во да бидат репрезентативни по неколку од нив барем во
секој од тие хорор поджанрови кои ги издвојувам. Така што оваа година, ако сте љубители на зомби хорор поджанрот, секако дека на располагање ви се Handling the Undead, We Are Zombies, Meds и Street Trash се филмовите кои би ви ги препорачал да ги погледнете. Од вампирските хорор филмови имаше исто така приличен задоволителен број. Тука беа Tiger Stripes, Abigail, The Wurdalak, Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person и The Redleys, кои беа прилично квалитетни оваа година. Поглед на филмовите со духови, односно Проколнати куќи, паранормални филмови, па тука ќе ги вклучиме и демонските. Ги имате Exhuma, Sleep, Grave Torture, House of Spoils, In My Mother's Skin, Immaculate Oddity, Mind, Body, Spirit, Mr. Crockett, Smile 2, Beazle, Daddy's Head, Chime. Така што имат огромен број на филмови со духови, доаѓаат од сите страни на светот, дали од Европа, дали од Азија, дали од Америка, така што во зависност кои афинитети имате и што сакате да гледате, топла препорака да уживате во нив. За разлика од филмовите со духови, филмовите со екзорцизам беа прилично слаби оваа година. Ќе ги издвојам The Deliverance и The Exorcism, од кои ни едниот ни другиот не вреди да биде напоменат, меѓутоа ете се случија. За жал не гледав многу вештерски хорор филмови. The Devil's Bath е еден од нив кој е топла препорака од моја страна да го погледнете. Меѓутоа затоа имаше прилично зголемен број на квалитетни религиозни хорор филмови, какви што беа Immaculate, Heretic, The First Omen, Killer Body Count. Слоборн хорор филмовите, односно спорогоречки филмови кои имаат аспекти на одвивање на дејствието во спор ритам. Секако дека тука може да се набројат и Handling the Undead, You'll Never Find Me, Oddity, Daddy's Head и Somewhere Quiet. Периодични хорор филмови за оваа година беа Out of Darkness, Prime и The Devil's Path, а фолклорни хорор филмови тука да ги додадеме покрај на овие периодични, секако дека треба да се бројат и одличниот All You Need Is Dead, Star Waker, The Moor и Mudbrick. Поглед на комедиите, тука секогаш има успешен број на филмови со оглед на тоа што хорор жанрот и комедиите се една секогаш функционална и впечатлива комбинаторика која вродува со значителни остварувања. Destroy All Neighbors, Slashing, The Final Beginning, Self-Reliance, Lisa Frankenstein, Your Monster, We Are Zombies, All You Need Is Blood се филмовите кои топла препорака се од моја страна да ги погледнете. Поглед на антологиите, би издвоил VHS Beyond, која е прилично квалитетно сработена, и доколку сакате азијски хорор филмови, Body Parts е една корејска хорор антологија која има интригантни кратки сегменти кои препорачува да ги погледнете. Слешерите исто така се вратија на голема врата, односно Pensive оваа година можевме да погледнеме, потоа Model House, Founders Day, Faceless After Dark, Low Lives, In a Violent Nature, Winnie the Pooh, Blood and Honey 2, A-Ties, All My Friends Are Dead, Terrifier 3 и Stream. Немаше огромен број на постмодерни хорор филмови од кои што би издвоил. Некој од нив, Share е торчер хорор филмот за оваа година кој вреди да се погледне, и платформата 2, ако веќе се служиме со проширување на конвенцијата што може да се нарече како торчер хорор. Cinema Verite, односно Found Footage, морам да го истакнам тука Milk and Cereal, односно хорор филмот кој беше објавен од друштвото на YouTube, создавачи на содржини, потоа одличниот Frogman, секако Late Night with the Devil, потоа Mind, Body, Spirit, со словенските проникнувања низ него, VHS Beyond и Haunted Ulster, се извинувам, Life. Хорор филмови со снаф елементи, Dark Game и Stream треба да бидат напоменати, а култистички хорор филм би го споменал Spirit of the Blood. Погледам документарците, немав можност да погледнам голем број на оваа година, признавам. Дарио Ардженто Панико го погледнав и Доков Чаки, тие два дефинитивно се топла препорака да ги погледнете, а за Кристофер Ли се уште ми остана документарниот филм негледан и го чекам за Texas Chainsaw Massacre да имам некаква можност да го дзирнам.
Во сродство со анимираните хорор филмови, само стоп моушен имаше значаен исчекор во сплотување помеѓу жанрот и формата. Поглед на воземјанските хорор филмови го имавме Alien, Romulus и A Quiet Place Day 1 во големите киносали и VHS Beyond, кои што вредат да бидат напоменати. Научно фантастични, секако тука ги имавме Loop Track, Divinity, Restore Point, ISS, Breathe и Things Will Be Different, со тоа што се појави еден интригантен збир на филмови кои што може да ги вцрстиме како time loop, односно така се нарекуваат филмовите кои што се во судејствие кое се одвива во репетитивен цикличен процес, односно филмови од рангот на Time Crimes и Triangle, да не ја комплицираме работата, такви беа Time Cut и Caddo Lake. Потоа во поглед на врколаците го имаме Blackout и последно се појави Werewolves, кој што исто така не ми е гледан, меѓутоа тоа се случи буквално вчера. Блокбастери, да ги напоменеме тука The First Omen, Immaculate, Abigail, A Quiet Place, Romulus, Speak No Evil, Nosferatu, кој се уште го очекуваме во нашите киносали, Smile 2, Heretic и Лиса Франкенштейн. Во прашањето на ремейк, односно продолжение, во оваа групација ги вбројувам The First Omen, The Strangers Chapter 1, Speak No Evil, Salem Slot, Street Trash и The Crow како ремейк на постоечки филмови, приквели. Продолженија ги вбројувам Beetlejuice, A Quiet Place Day 1, Winnie the Pooh, Blood and Honey, Smile 2, Terrifier 3, Hellboy The Crooked Man. Една категоризација која што низ годините ми гласи what the fuck, односно тешки за пеготини ми е македонската транскрипција. Тука ќе ги напоменам She Is Gone, I Saw the TV Glow и Things Will Be Different како филмови кои одскокнуваат од тој стандарден наративен тек и три течина кои што се следи едно наративно структурирано дело, така што секој одскокување и нелинеарно со поглед на ова. Па и Strange Darling може да се напомене тука како поигрување со течението на едно сценарио. Coming of Age филмови имавме во Monsters of California, Humanist Vampire и Time Cut. Gateway хорор филмови секако кај тука се Monster Summer, Beetlejuice и Frankie Frico. Zoom хорор филмови, односно Screen Life, под жанрот замре малку, со оглед на тоа што излеговме надвор од короната, па Share тука повторно би го напоменал, а технолошки хорор филмови тоа како ги имаше и ќе ги има и во иднина. Project Dorothy, Share, Afraid, Wisher, Hard Home, Latency, Subservience, значи сите филмови каде што има некаков си технолошки исчекор, каде самите изуми ќе не уништат, односно ќе го уништат човештвото, тој страв во хорор жанрот максимално се експлоатирал и ќе се експлоатира. Наспроти технологијата, анималистичките хорор филмови исто така ги имаше во завиден број. Еден од нив е и No Way Up, други The Animal Kingdom ќе ги напоменам, потоа хорор филмовите со пајаци какви што беа Infested и Sting, кои се појавија во сличен период. Ако сакате ајкули го имате Under Paris, ако сакате волци ги имате Out Came the Wolves, а ако сакате диносауруси го имате The Invisible Raptor, се извинам. Тогаш бирајте која е вашата пасија од животните. Еколошки хорор филмови би го издвоил Hold Your Breath, туристички хорор филмови Speak No Evil, филмови со серијски убици, тука ги имаме The Black Mass, Followers, Low Lives, Lumberjack the Monster, Crescent City, Long Legs, Strange Darling, Last Straw, The Soul Eater и Time Cut. Survival хорор филмови, односно хорор филмови за преживување, Azrael, Lovely, Dark and Deep, Out of Darkness, The Seeding, New Life, Arcadian, You Can't Run Forever, The Platform 2, Mads, Never Let Go, Don't Move, Heretic. Значи има огромен број на филмови кои што влегуваат во оваа подкатегорија. Меѓутоа мал бројот на експерименталните хорор филмови какви што се She Is Conan и Violet, кои можам да ги напоменам, и како што минатата година имавме огромен број на лиминални хорор филмови кои направија значителен успех кај гледачкиот аудиториум. Оваа година немав можност да погледнам неколку од нив, освен ако го издвоиме I Saw the TV Glow, кој што влегува во овие рамки на когнитивната дисонанца која се
прогледува низ таа призма во рамките на овој ново воспоставен хорор поджанр. Фентези хорор ги имаме The Watchers и She is Conan, барем на хартија. Лавкрафтовски хорор филмови оваа година ги имаме Gods of the Deep, H.P. Lovecraft's The Old Ones, The Innsmouth School for Girls, ниту еден од нив не би го препорачал, меѓутоа постоечки се филмовите. Home Invasion ги имаме ремейкот на The Strangers. Rape Revenge хорор филмови исто така немав можност да погледнам во голем број за да ви препорачам. Боди хорор филмови ги имаме The Substance и Street Trash. Затоа па намален бројот беше на хорор филмови со бременост, каде што би била бременоста во преден план, имаше ликови кои се бремени, ама не се главно действие нивните неродени, освен ако е раѓањето на Антихристот, како што беше составен дел од религиозните хорор филмови, каде што треба да се напоменат Immaculate и The First Omen. Англиски хорор филмови, како и секоја година ги има во изобилие, и тоа кои од кои се поквалитетни. The Platform 2, Chime, Lumberjack the Monster, Exuma, The Soul Eater, Mads, The Devil's Blood, Godzilla -1, Kill, The Coffee Table. Психолошки хорор филмови исто така ги има во изобилие. Такви беа Double Blind, Stop Motion, Black Mold, Apartment 7A и The Coffee Table, уште еднаш да го напоменам. Монструмите, односно Creature Feature, како што популарно во минатото беа нарекувани, имате во Out of Darkness, во Krebs, во Consumed, во Godzilla -1, Cuckoo, Hellhole, Freaky Franco, The Invisible Raptor и Love Bites имате, кој од кој си има монструм кој е значаен и се разликува од другите. Трилери, мистерии, криминалистички филмови, джиало филмови. Тука ќе ги напоменам Trap, Longlegs, Self-Reliance, You Lucky Day, Your Lucky Day се извинувам, Trunk Locked In, Monolith, Humane, The Last Stop in Yuma County, Civil War, The Coffee Table, What You Wish For, Skincare. Еротските хорор филмови за жал ги немавме во изобилие, меѓутоа секако дека имаше само сцени кои не доминира доволно во хорор филмовите за да може да се направи еден амалгам помеѓу еротиката и хорор жанрот, меѓутоа имаше акциони филмови какви што се Mayhem, Love Lies Bleeding, Monkey Man, Kill, Abigail. Француски екстремизам, тука ќе ги напоменам The Soul Eater и Mads. Божични хорор филмови исто така имаше оваа година, какви што беа A Creature Was Stirring, Terrifier 3, Lot Number 249, Carnage for Christmas. LGBT хорор филмови се извинуваме Ganymede, доколку сакате хорор филмови со кукли, тогаш можете да ги погледнете оваа година Imaginary, Stop Motion, Abruptio и Island of the Dolls се уште не се појавени во никаква форма за да може да ги погледнеме и оваа година беше занемарен до тој степен како што лани беше интензивиран, например, тој бран на филмови кои вклучуваа даделки, така што оваа година немаше многу даделки кои ги застрашуваа семејствата. Меѓутоа се вратија франкенштејновските мотиви, какви што се филмовите Лиса Франкенштејн и Your Monster, очигледно дека ова дело намеришели секоја ќе биде вечна инспирација во хорор жанрот, со тоа што дури и Гилермо Del Toro наредната година ја создава пред се неговата итерација на ова дело, меѓутоа имавме две одлични хорор романтични комедии, какви што беа Лиса Франкенштејн и Your Monster, како уште еден поджанр кој што може би треба да го заведам дека и станува постоечки оваа година, и секако за титулата најгрозоморно убиство оваа година се судрија и на Violent Nature и Terrifier 3, и за мене сметам дека и на Violent Nature имаше по графички специјални ефекти во една сцена која е култна за самиот филм, каде рветот беше провлечен из устата, едно неверојатен специјален ефект кој што ќе го памтам како едно од најгрозоморните убиства стилизирани за потребите на еден хорор филм кој што ја истакна пред се вештината на мајсторот на специјални ефекти да го изведе овој филмски трик во еден кадар од овој уникатен слешер хорор филм.
така што ќе направиме тука една кратка музичка пауза по представувањето на овие хорор поджанрови кои секоја година го правам со цел за да потенцирам дека во не само во Дансе Макабре, туку хорор жанрот е богат, слоевит и разноврсен хорор, односно разноврсен жанр кој што овозможува на сечи афинитет да се најде некакво се остварување кое што ќе помогне на гледачите да се соочат со своите стравови во контролирана средина и да ги надминат на еден или друг начин, со оглед на тоа што ако имаат афинитети за и се љубопитни пред се да погледнат нешто што би ги заинтригирало во овие хорор поджанрови, затоа ги сегрегирам на вакви категоризации кои низ годините го практикувам тоа во Дансе Макабре и се надевам дека ќе ви послужат на еден или на друг начин да добиете препорака која би била интригантна за да ја погледнете во најбрзо можно време. А во продолжение ќе слушнеме музика која најчесто ќе биде врзана со heavy metal, trash metal албуми, односно албуми кои не ви ги представи во минатото издание. Дел од нив е и албумот Clandestine Transcendence од Lord Dying, од кој ќе слушаме композицијата I'm Nothing, I'm Everything. Потоа слушаме култните Obsessed со нивното повратничко студиско издание Gilded Sorrow со композицијата It's Not Okay. Saxon ќе слушаме со Hellfire and Damnation, нивното последно студиско албум и композицијата Fire and Steel. Потоа преминуваме во треш водите. Тука ги имаме Body Count со одличниот албум Merciless и гостувањето на Corpse Grinder од Cannibal Corpse во композицијата The Purge. Dustbolt ги слушаме со мојхниот албум Sound of Fury и композицијата Leave Nothing Behind и ќе завршиме со Exorder и Divide and Conquer, композиција од Defectum Omnium и моćниот сега актуелен бенд, тазе бенд што би рекле, Neckbreaker со композицијата Nephilim од нивниот нов студиски албум Within the Visceria. Потоа се враќам во етер да ви говорам за првата половина од топ 10 листата за оваа година. Во ова издание на Дансе Макабре, кое гласи Dance of the Dead, посветено на прегледот на најзначајните хорор филмови за 2024 година, можам да ви напоменам дека погледнав оваа година 251 хорор филм, од кои 90 на филмови се искрен да бидам вредни за напоменување, кои ги рангирав на листата на Letterboxd, која секој ден се менуваше изминатиот период, имаше тектонски поместувања на дното, но врвот си беше за темелен од моментот кога се појавија тие филмови. Од погледнатите филмови може да се дојде до заклучокот дека повеќе од половина ми беа бескорисни за истакнување, што значи дека бесцелно да трошам време на подпросечни хорор филмови кои немаат значителен придонес во жанрот, ниту со свежа идеја, камоли со исчекор во реализацијата, па затоа ќе го намалам бројот наредната година на 200 филмови, ќе го редуцирам затоа што сметам дека нема да загуби на квалитет изборот, бидејќи добар хорор филм не може да се крие под дрво и под камен, а и да се крие ќе го најдам, нема каде да бегам, активно ја пратам сцената, секојдневно проверувам што е погледнато од странските жанровски авторитети кои се за мене, така што убеден сум дека можам да ги изграпчам повеќето значајни филмови без да ми се протне некој од нив низ прсти. Одамна сум опериран од малоумието и неукоста која се врзува со неиздржаните стереотипи за терминот хорор, па затоа и непоштедно сум допуштил да го носам неговиот белег текот на мојот живот, па како и да ме третира околината, така што немам јас проблем да се соочам со моите стравови, нека му се мислат тие кои ги потиснуваат и не сакаат да зборуваат за нив и да ги погледнат во филм пред се. Од нив треба да се плашите, тие што со вили и српови се навртени против хорор жанрот, затоа што не се способни да го согледаат шаренилото на идеи кои во ниту еден друг филмски жанр не може да се изразат. Ќе продолжам бесрамно да го промовирам и во иднина во рамките на Дансе Макабре, од која што е составен дел. Да преминеме на топ листата
на хорор филмови. Пред да започнам со 10-тото место, сакам да ја напоменам рангираните филмови од 20-тото до 11-тото, каде најчесто се наоѓаат филмски наслови кои претпоставувам дека ги знаете, затоа што таму ги ситуирав хорор блокбастерите, односно филмови кои не им треба моја препорака за да дојдете до нив и да ги погледнате. Претпоставувам дека ги имате гледано, така што 20-то место е Азраел, 19-то е Максин, 18-то е Одити, 17-то е Alien Romulus, 16-то е Longlegs, 15-то I Saw the TV Glow, 14-то е VHS Beyond, 13-то е Chime, 12-то е Love Lies Bleeding и 11-то место е Heretic. На 10-то место на листата на најзначајни хорор филмови за 2024 година се наоѓа Abigail во режија на Мет Бетинели Олпин и Тайлер Джилет, односно 5-ти нивни долгометражен игран филм кој се составен дел од Radio Silence, здруженијето кои зад себе ги имаат кратките од VHS серијалот, како и Salmond хорор антологијата, и филмовите The Devil's Due, Ready or Not и Вресоците 5 и 6. Го снимаме филмот кој ви го најавив на почетокот на годината под како неивенуван хорор проект на Universal, кој треба да тангира кинапирање на балерина вампирка, и штом го издадоа тој факт од пресвртот, го сменија насловот на филмот во Abigail, така што веќе беше објавен и изненадувањето беше залудно на овој филм. Во филмот станува збор за неколку нерани мајковци кои што глумат наводни опасни криминалци и ги напираат едно мало девојче, пред се балерина, која е ќерка на еден озлогласен мафијаш, за која се задолжени да ја чуваат една ноќ во вилата и наредниот ден да ги добијат, нели, милионите кои им се ветени за уцената. Малата има заби и не се плаши да ги употреби, додека си игра со својата храна за да го добие пред се вниманието од родител и да ја минимализира можноста за преживување на незините киднапери. Ова е еден од малкуте блокбастери кои се најдоа во топ 10 листата, од проста причина што ја исполни ветената забава од прв до последен кадар, каде прскаат тела на сите страни, што беше празник за секој вампир, а додека сме кај вампирите, тие се крволочни, сместени во денешницата, немилосрдни со својата храна и убиваат секој што ќе им застане на нивниот пат, затоа што се супериорни сами по себе. Ретко кој хорор блокбастер го искористи во своја полза пресвртот како што тоа го направи овој филм. Како што тоа на времето, на пример, му успеа од Самрак до зори на Родригес, само што немаше тогаш интернет да бидеме бомбардирани со спойлери, па се криеше многу полесно тој пресврт отколку што тоа денес се направи во одличниот Abigail. На 9-то место се наоѓа She is Conan во режија на Бертранд Мандико. Тој е авторот на The Wild Boys од 2017 и After Blue од 2020 година. Во She is Conan станува збор за именуваната Конан, која ја преследнуваме во различни стадиуми од незиниот живот, глумена од предсеросноврсни актерки од 6 периодизации, започнувајќи од сумерската доба до блиската иднина, придружена од едно демонолико битие со кучешки лик кој е именуван како Рајнер, глумена од одличната Елина Ловенсон, која служи како малтене нејзин Вергили од ремесценното патешествие низ постоењето на страна на Конан, соочувајќи се со разноврсни предизвици во секој од стадиумите на нејзиното постоење. Едно феминистичко прераскажување на борбениот мажествен стереотип, но начинот на кој Мандико се изразува е мешање на артхаус со грайндхаус, на висока естетика со сонливи пространства, до грозоморно расчеречување на тела и пат низ пеколот проследен од еден од керберите.
истиот кинематографер кој што работеше на Knife and Heart го сними и овој филм, па затоа може да се најде и некаква си визуелна паралела помеѓу овие две тематско различни дела, но таа покосена наивност во цутот е одлика на која што се заснова пред се изразот на Бертранд. Altered Innocence се дистрибутери и ова е францускиот артхаус филм кој одскокнува од другите затоа што ја демонстрира способноста за амалгамирање на хорор жанрот со high art концептите, а при тоа да не се загуби острината на секој одгризување од телото кое умира и продолжува понатаму да се реобмислува, односно ако повеќе сакате еден гранд гиньол за филмски сладокуси, што значи дека има специфичен вкус, така што од моја страна сте предупредени за оваа гротескна убавина која што ја поседува She is Conan на 9-то место. На 8-то место се наоѓа The Devil's Bath во режија на Северин Фиала и Вероника Франц, тие се авторите на Goodnight Mommy, The Field Guide of Evil, учествуваат во оваа антологија, потоа The Lodge and Nazin, како и епизоди од ТВ серијата Servant. Имаат најавено дека ќе работат на адаптацијата на долго очекуваната адаптација на одличниот хорор писател Пол Трембли и неговиот A Head Full of Ghosts. Така што овие режисери снимаат еден периодичен фолк хорор филм ситуиран во 18-тиот век во Австрија, во кој Агнес се подготвува за брачниот живот со избраникот, но има чувство дека е пред се недобре дојдена во животот на него и неговата мајка, за кој што и да направи нема да биде доволно добро, што става дополнително, нели, тегоба на нисиниот грб и полека натежно врзнеа овој емоционален јадеж, да веќе се во меланхоличен вртлок, додека еден ден не согледа дека единствениот излез е да си го одземе животот, труејќи се, меѓутоа доаѓаме до доктрината дека во рај не примаат самоубици, ама австриците имаат најдена методологија да го се обиколат системот, па очајните и несреќни жени, наместо да си го одземат собствениот живот, го одземаат туѓиот, најчесто тој на младите деца, за да одзема безгрижно душа, за да бидат ленчувани од народот и на тој начин да одат во рајот заедно со убиените безгрешни деца. Што се случува со тие кои ќе ги убијат нив и каде ќе оди нивната душа, тоа е прашање кое треба да си го поставиме сите ние. Славието кое го забележуваме во епилогот е толку катарзично, малте не трагикомично, што додека не ја прочитаме експликацијата за погледнатото, би сфатиле дека во прашање се култисти со чудни обичаи, што и до некаде па и да е точно, бидејќи науката и суеверијата си го прават своето, но од толку на собраната репресија во овој безнадежен свет, оркестрален е епилогот и не знам друг фолк-хорор филм во кој ќе добиете краудсърф, например. AFC и Shudder се дистрибутерите кои често ќе ги слушнете во оваа емисија и криминал е што овој представник на Австрија за интернационален Оскар не дојде до кратката листа на номинација, кога се видов со продуцентот на филмот, славниот режисер Улрих Зейдл, му честитав за ова остварување, кое можеби на листата е еден од филмовите со најзначајните врвни естетски најубави кадри, ако може така да се изразам, така што 8 место The Devil's Bath. На 7 место се наоѓа The Soul Eater во режија на Александре Бостилио и Жулиан Маури, седми нивен долгометражен игран филм по Inside, Livid, Among the Living, Leatherface, The Deep House и Кандиша, дуото кое го популаризираше францускиот екстремизам во 2000-тите, сними филм за рурално француско селце во кое се стравува дека се остваруваат грозоморни преданија за постоењето на чудовиштата во шумата, кои ги расчеречуваат семејствата во местноста. Прашањето се поставува дали е локалната полиција дорасната да се справи со исчезнувањето на децата и дали ќе може да е решен мистеријата која го има повиено во мрак местото. Дело во кое се случува двојно убиство во сегрегиран предел, каде новодојдениот детектив треба да се справи со потенцијално митолошко предание за постоењето на чудовишта кое ги изведува зверствата. Режисерите многу добро знаат дека ако веќе се метнува на природно битие, тогаш потребно е да изгледа впечатливо, така што рогатиот звер и тоа како е добар избор за застрашувачки носител во творбата, како што копитастата Кандиша беше, например, пред него во филмот кој го реализира. Незаборавен е придонесот за
хорор жанрот на овие француски великани, живи легенди кои продолжуваат со истата острина и безкомпромисност да снимаат хорор филмови кои се базираат на добро проверени хорор тропи, меѓутоа ги надоградуваат секој пат со незапирливо крвопролевање кое е незамисливо за Холивуд и ретко кој има смелост да ги прати нивните крвави стапки. Филмот е на листата бидејќи докажува дека секогаш може да се надогради едно клише и не е се искористено во навидум привидната идеја и неочекуваниот пресврт кој дури и јас во моите раскази сум го експлоатирал, како и уште еден друг француски режисер кој ќе остане неименуван за да не ви го обелоденам пресвртот со сите тие кои би се биле заинтересирани да го погледнете овој филм, но нихилизмот на делото потврдува зошто еден хорор филм мора да биде безпоштеден, а не анемичен и причина зошто има толку многу европски хорор филмови на листата, а не американски, кои се снимени со одбор на продуценти кои ги врзуваат рацете на режисерите да не може да го заријат ножот онолку длабоко колку што посакуваат. Не е таков случајот со овие француски режисери. Phase 4 го продуцираат, а на Amazon Prime може да се најде како платформер за гледање на The Soul Eater на 7-мо место на оваа листа и на 6-то место се наоѓа Late Night with the Devil во режија на Камерон Кајрнес и Колин Кајрнес, односно трет долгометражен игран филм, претходно ја имаат комедијата 100 Bloody Acres и учествуваат во, односно нивен скер кампејн Омнибусот. Тие снимија филм кој е симулација на ТВ пренос од 1977 година во која водителот кој глуми Дейвид Дастмалчијан сака неговото шоу да достигне гледаност. Како Карлсон, Арно Ама му фали потребниот шок за привлекување на американската јавност за да ја ги придржи пред се на малите екрани, па организира тематска епизода за Хелоуин, која повикува скептик магионичар и девојка чие тело набодно е запоседнато од демон, кој ќе се манифестира токму во живо насред емитувањето на емисијата во студиото. Филмот се најде на оваа листа затоа што одамна немав гледано американски хорор филм во кој можам да забележам авторска слобода зад камерата со дистинктивна визија која не ја експлоатира пред се студиото, способен да ја задржи возбудата која ја иницира симулираниот пренос, јасниот пресек на двете методологии на снимање со и без вклучени камери од ТВ шоуто, одличната глума на Дастмалчијан и особено запоседнатата девојка го красат ова дело, а кога ќе се додаде на тоа халуцинаторниот безкомпромисен епилог, добиваме хемиска формула за хорор дело кое функционира. Внесени сте во телевизиското студио и заглавувате со овие ликови, каде монденскиот очаен обид за популарност се претвора во танц со злокобното и кога ќе го повикате ѓаволот во емисија, се разбира дека ќе го прифати гостувањето. За љубителите на Ghostwatch овој препорачлив филм, за WNUF Halloween Special, како и аргентинскиот History of the Occult и Haunted Ulcer Life од оваа година. И има еден прекрасен, уште еднаш да напоменам, халуцинаторен епилог кој се издвојува од останатиот дел на филмот по неговиот квалитет. AFC Shudder се дистрибутерите кои ја вратија опасноста во американскиот хорор филм. Ќе направиме тука една кратка музичка пауза, во продолжение на емисијата ви следуваат најагресивните бендови за вечерва, односно ги слушаме Better Lovers со композицијата Drowning in a Burning World од нивниот албум Highly Irresponsible од оваа година, значи Madcore, Metalcore бенд, потоа нивните колеги ги слушаме Counterparts со Heaven Let Them Die, едно издание од кое ќе ја слушаме No Lamb Was Lost, одличниот видеозапис кој го имаат за оваа творба. Within the Ruins ги слушаме потоа со Феномена 2 и нивната композиција Daywalker од него, и по овој металкор сегмент преминуваме на Jotun со композицијата Twilight од албумот Kinship и додека сме на тој премин од прогресивен black metal кон black metal со дед вокали, една комбинаторика која што ќе ја негуваат Ulcerate од нивниот прекрасен нов албум Cutting the Throat of God, од кој ќе слушнеме исто имената долго композиција, може би една од најдолгите за оваа емисија. Си го допуштив тоа да им дадеме повеќе внимание, чисто колку да забележите колку е моќно ова остварување, и
подеднакво експлозивна, меѓутоа една кратка и концизна композиција од новиот албум на Nile, The Underworld Awaits Us, бендот кој што исто така имавме можност да го погледнеме во Младинскиот културен центар кај нас. Така што во продолжение слушаме metalcore, deathcore, black metal и death metal бендови во рамките на Дансе Макабре и се враќам во етер да ви говорам за првите 5 места на топ листата на 10 најзначајни хорор филмови за 2024 година. Првите 5 филмови скоро секоја година уште на прво гледање, уште додека не се завршени, веќе имам некаква предпоставка дека големи се шансите да се најдат некакво место на оваа емисија, затоа што нивното јадро е вжештено со автентична решителност и придонесуваат со иновацијата и своеволноста кои се едни од најзначајните критериуми за бирање на филмовите за кои ви говорам денес, бидејќи имам изгледано 2-3 хорор филмови само изминатата деценија во емисијата, така што секојаш ќе го фаворизирам авторот, кој ќе биде доследен на своето уникатно видување во творбата, кој ќе помогне да го направи значителниот исчекор и за хорор жанрот пред солидно сработените епигонални творби. Една од тие уникатни хибридизации е и Stop Motion, петтиот филм за ова вечер, односно во режија на Роберт Морган, прв негов долгометражен игран филм, кој е попознат по кратките анимирани филмови The Separation, Bobby Yeah, потоа го сними The is for Delused од ABCs of Death 2 и Belial's Dream, исто така негов краток филм, по кој е препознаен, автор кој технички може да речеме дека е наследник на браќата Квај и Јан Швангмајер во рамки на Clay Motion техниката и значенски е поблизок до несвесното двојство Девидово, односно Линч и Кроненберг, кој сними игран филм за стоп-моушен аниматорката Ела Блейк, глумено од Ейлинг Франчиози, која ја знаеме од The Nightingale, која и помага на незината етаблирана аниматорка Мајка и Сузан, која ја глуми Стела Гонет, која глумеше кралицата од Спенсер од Пабло Лорейн, за да го комплетира незиниот филм со некаков си киклоп кој би рекол дека е аналоген на анимациите на Рей Харихаузен, затоа што е оневозможена да ги контролира пред се незините раце, но не и незината ќерка, која знае да каже дека е продолжеток, односно екстремитет на незината мајка. По смртта на Сузан, ова ќе се обиде да го комплетира незиното дело, но нема да може да ја пренесе визијата на незината мајка во незин стил, па при средбата со мистериозното девојче ќе започне да ја отелотворува незината мрачна бајковита визија за човекот од пепел, кој 3 дена ја прогонува девојката во шумата, за додека се моделираат фигурите со помош на распаднатото месо, се разбира, да оживотворат и да започнат да се хранат со здравиот разум на аниматорката, оневозможувајќи ја да ја комплетира творбата. Овогодишниот Медгод, кој во поглед на обседнатоста со процесот на креирање може да се порамни и со Barbarian Sound Studio од Питер Стрикленд или па со еден цензор, единствениот хибриден хорор филм но во негова форма, а не во неговиот жанр само, односно играна со анимирана форма, кој успева хороченителите од двете форми да ги преточи во едно уникатно стравично дело. AFC и Shudder се дистрибутерите, што стана веќе синоним за квалитет оваа година, кои непоштедно купуваа инди хорор филмови од фестивалите и го шираа словото за нив во киносалите, храмовите на филмот и на олтарот во домовите на платформата ексклузивна за хорор филмови, која Сем Зимерман и неговото друштво се уште немаат желба и волја да ни ја дозволат во нашата држава. Роберт Морган стана лиценциран доставувач на вашите идни кошмари, без да бидете свесни за тоа во Stop Motion, кој се наоѓа на 5-то место на листата за оваа година. 4-то место е и на Violent Nature во режија на Крис Неш, прв негов долгометражен игран филм, претходно има работено кратки, кој што е ABCs of Death сегментот за Is Zygote, кој работи и специјални ефекти во Psycho Gorman, например, од канадските Стивен Костенски, канадското негова друштво Астрон 6. Во неговото режисерско дебют направи еден филм за Ланче, кој е поместено од местото каде е согорена кула пред 60 години, која го символизира почивањето на еден лик реваншист, кој
кога синџирчето ќе биде поместено од почивалиштето, ќе оживее и започне да ги убива безгрижните и невнимателни посетители кои кампуваат во шумата во која што тој престојува. На хартија ова е типичен слешер од рангот на Петок 13, дури и по манеризмот на движењето на немиот убиец е сроден на Джейсон. Во една сцена ја симнува и маската и може да се погледне неговиот деформиран лик, меѓутоа начинот на кој Крис решил да го сними филмот се разликува од сите досегашни слешери во историјата на човештвото, кои сте ги погледнале. Со кинематограферот кој има учествувано во снимањето на Менди, Antiviral и The Void, му пристапува на снимањето на доста неслешерски начин, имено послужувајќи се со манеризмот на Елефант и всушност трилогијата на Гас Ван Sant, но и краткиот одличен истоимен филм Елефант од Алан Кларк, значи убивањето на соучениците во училиштата и ладнокрвните многобројни убиства низ градот, односно начинот на кој камерата се движи во широк план зад ликот и од дистанца ги доловува убиствата, беше применето на слешер конвенциите и експериментот според мене беше успешен, затоа што добиваме point of view фокализација од шумата, од која како зомби се буди од земјата убиецот, кој може би и подсетува на австрискиот Ангст од 83-то од Герард Кергал, што значи не низ фокализација на првото лице на убиецот, туку го гледаме него од дистанца, од зад грб најчесто, па поради овој автентичен и уникатен подвиг се најде филмот на листата, а тоа што го има најгрозоморното убиство на годината со повлекувањето на рвето низ уста е само црешата на крвавиот шлаг на тортата. AFC и Shudder се разбира дека го дистрибуираат овој слешер реформатор кој успеа во еден од најконвенционалните хорор жанрови да внесе иновација која можеби ќе биде инспиративна за некој иден режисер да погледне надвор од калапите и смело пристапи со еден негов експеримент како што беше оваа година In a Violent Nature на 4-то место на листата. Трето место се наоѓа Мац во режија на Дейвид Моро, 6 негов долгометражен филм, француски екстремист кој што започна со Dem, односно Илс, па потоа ги сними ремейкот на DI, It Boy, Alone, King и Odd Other е неговиот најнов филм кој што го работи за духови во проколнатата родна куќа. Мац е филм во кој Ромеин оди кај својот дилер да проба нова роба пред да се пушти во журкање со своето друштво, но се пресретнува со една вознемирена жена која потполно ќе го смени текот на ноќта и го остави Ромеин во недоумица што ќе се случи со неа, што ми ја остави дома, а куќата ја остави отворена. Таа нетестирана дрога на пазарот ќе направи од него едно од неколкуте заморчиња од кои нема да се оддели камерата таа ноќ, така што трипот и тоа како ќе биде лош за него, губејќи ја постепено неговата свест, особено актерките кои впечатливо глумат губитокот на контрола врз сопственото тело. Уште еден родоначалник од француската екстремистичка школа кој го направи еден од најтешките потфати да сними филм во еден кадар, каде зомбификацијата ќе може да ја следиме најблиску што имаме можност, а при тоа да биде постојано динамичен, незапирлив, разјарен филм, кој можам да речем дека е пандан на Soft and Quiet од пред неколку години, кој исто така заврши на оваа топ листа, само што екзибициите во снимањето на францускиот филм се маестрални, така што секоја чест за Филип Лозано, кинематограферот на Reality Plus, Cobweb и Blood Machines. Digital District, Goodfellas и Wild Bunch го продуцираат, а Pulsar и Shudder го дистрибуираат. Не се на листата само затоа што е единствен филм во еден кадар кој е снимен, кој се сомневам дека не е симулиран, ама ајде ќе живееме во тој симулакрум, како и да е енергетскиот полнеж и хаотичната незапирлива наезда е неспоредлива со друго дело на листата, токму поради губењето на контролата врз телото и препуштање на ентропијата во МАЦ, кој се наоѓа на третото место за оваа година. Второ место, Terrifier 3, во режија на Дамиен Леоне, кој ги има работено од Ninth Circle, Terrifier, All Hallows Eve, Frankenstein vs. The Mummy и Terrifier 1, 2 и 3. Се разбира дека е одобрен и Terrifier 4, кој се надевам дека ќе ја комплетира оваа тетралогија. Во тројката, пантомимичарот Арт го тероризира Майлс Каунти во мигот кога ќе одлучи да се облече како Дедо Мраз и да ги разнесе децата со своите подароци и да ја наостри секирата која ќе ја искористи за да пристигне на тие кои што биле немирни.
Ова е највисоко пласираниот слешер во историјата на Дансе Макабре можеби, но исто така одличен божиќен хорор филм од рангот на And All Through the House од Tales from the Crypt или па Silent Night Deadly Night. Ако повеќе сакате, кој ете на овој католички божик може да си го погледнете, па дури и во киносалите, со оглед на тоа што Лео не го врати Торнтон да убива не само на Хелоуин, туку и на Божик во сад, па го имате и на Шадер, на Скримбок се извинувам. На еден или на друг начин филмот беше културолошки јарбол на 2024 година, кој е синоним на сите жанровски автори кои имаат смелост да се дрзнат да снимаат крвав хорор филм и без цензура да го пуштат во кино, станувајќи нецензуриран хорор филм со најголема заработка во историјата на човештвото, така што Леоне уби две муви со овој филм и на ниво на слешер и на ниво на божиќен хорор филм, за со секој убиство да го надмине претходното, од кое распрачувањето со моторна пила во WC ќе се памти и изборува многу погледањето на делото. Крволочноста која секој слешер мора, повторувам, мора да ја поседува, наместо да прикажува анемични убиства надвор од екранот, е значителна одлика која треба да се научи од овој филм. Не, има трилери, мелодрами, SF филмови, фентези филмови, комедии кои апсолутно не бараат убиства пред камера, меѓутоа, слешер, хорор, филм, задолжително е да биде крвав, како Terrifier 1, 2 и 3, а ако не е, тогаш дали воопшто може да се нарече успешен слешер хорор филм. Специјалните ефекти бараат поголема мајсторија од севкупното снимање на 10-кратни оскаровски филмови, затоа што 99% од обидите да се прикажат во кадар се неуспешни, ама тогаш кога ќе профункционираат и тоа како има да летаат парчиња од луѓето на секаде, овој божик во Terrifier 3, кој се наоѓа на второ место на оваа листа. И хорор филмот, кој јас сметам дека е најзначајниот за 2024 година, е филмот The Substance од Корали Фаржа, втор нејзин долгометражен игран филм по Revenge и краткиот Reality Plus. Сними филм за Елизабет Спаркл, ликот кој глуми Деми Мур, која налик Джейн Фонда и незините аеробик видеа е превозрастна за фитнес индустријата и незиниот шеф бара помладок, незина итерација, а таа во меѓувреме решението за незините проблеми го наоѓа во серумот, кој ќе произведе една помлада верзија од неа, која една недела ќе може да окористи младото и витко тело на Маргарет Куили, која ќе ја украде работната позиција со незината емисија Pump It Up, но ќе сака се повеќе и повеќе овој двојник да го држи под контрола кормилото, што значи дека при тоа нанесува штета на неподвижното тело на Мур, од кое што се испилува, затоа што не се прави навремена замена помеѓу Елизабет и Су. Поради тоа што нема обострана почит на двете поседнички врз едното тело, доаѓа до нанесената штета на телесниот храм, кој што ме во прашање остварување од рангот на телесниот хорор магнат на Кроенберг и Јузна и визуелната естетика на Кюбрик, мора да ги прифатиме потребите за тенчење на границите на толеранцијата на телото, што резултира со еден монструозно деформиран изглед кој ги амалгамира двата идентитети во едно тело, во едно грандиозно финале кое секој можен начин го надминува крвавиот епилог од Revenge, затоа што си направи своја фантазмагоричка конклузија која е екстремна верзија за прехранувањето на Холивуд со нови, смежи и млади тела за да ја цица нивната младост и експлоатира за пари, па оваа грдотија е всушност екстернализација на непомирувањето на себе си на иманентно рамниште и тоа што воајерот гледач сака да биде опсенат со убавината која би ја зграбчил со неговиот поглед. Ова е филм кој е многу чакори во иднината, само што неуките гледачи нема да го воочат револуционерниот третман на Корали на сценаристичко рамниште, каде ги надмина сите замки на експозицијата, синтетирајќи го процесот на внесување на течноста на најрафиниран начин, па и слепо дете во Бангладеш да може да го разбере овој филм, но не и арогантен и надмен гледач се разбира, кој би ги лечел своите фрустрации врз делото и би рекол дека е бледа копија на великаните, а при тоа занемарувајќи го мајсторството на Корали, со кое не само што прави една дисекција на третманот на Холивуд на злоупотребата на младоста, туку и не само довербата во себството и вредностите кои ги поседуваме пред да бидат ставени на олтарот
преврат на овај холивудски вампир. Стримерот Муби го дистрибуира филмот, а Корали започна поинтензивна кампања во САД за да биде во фокус кога ќе се доделуваат бројните награди за кои е номиниран филмот, кој го пресече зајдгајстот на оваа година и докаже дека тоа што маестралните хорор филмови од секогаш го потврдувале, дека секој врвен хорор филм е поквалитетен од која и да е извикана фестивалска мелодрама, затоа што не само што ќе застраши, туку и ќе продре во светот на фантастичното, каде другите жанрови немаат пристап. Така што нема изненадување, The Substance, според Дансе Макабре, е хорор филм за 2024 година. Ако не му верувате на мојот избор, упатете се кај Гилермо Дел Торо, кој исто така смета дека ова е најзначајниот филм не само во оваа година, туку и во оваа деценија. Така што на 10-то место за оваа година се наоѓа Abigail, 9-то е She is Conan, 8-то е The Devil's Bath, 7-то е The Soul Eater, 6-то место Late Night with the Devil, 5-то место Stop Motion, 4-то место In a Violent Nature, 3-то место Mads, 2-то место Terrifier 3 и 1-то место е филмот The Substance. За крајот на емисијата ќе ги слушнеме Cemetery Skyline со композицијата In Darkness од нивниот албум Nordic Gothic and Darkwave Band и ќе завршиме со Causa Sui, кој исто така има нов албум From the Source и композицијата Dusk Dwellers која се наоѓа на Неко. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 598 гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, среќни празници и нека 2025 година биде збогатена со маестрални хорор филмови од кои ќе ви смрзне крвта во вените. Добра ноќ!